Да го представиме денеска за прв пат на оваа сесија новиот директор на Националната агенција за европски мобилности, господинот Петар Богоевски. Благодарам многу. Почитувана министерка за образование, почитувани представници на Европската унија, Обединетите нации, Швајцарската амбасада, почитувани представници на министерствата и другите институции. Благодарам за поканата и можноста да се обратам на оваа средба. За нас е ова прво учество, мислам дека и воопшто во дискусиите на овие сесии. Може би не, ќе научиме со тек на време. Ќе земеме активно учество со идеи и ставови и она кое го имаме планирано во рамки на реформската агенда на Националната агенција. Јас сакам само да истакнам неколку елементи кои успеавме да ги забележиме последните денови, а во врска со она кое е предмет на наше постапување. Барем до достапните информации од обзервациите, од забелешките на Европската комисија, кои успеа да стигнат до мене, постапено е по сите. Се надевам дека електронскиот систем на ЕУ ќе биде ставен во функција после промената на директорот на Националната агенција и ќе добијам пристап до базата на репорти, на извештаи за Националната агенција, за доколку до нешто не е постапено, веднаш во итен рок постапиме. Околу реорганизирање на активностите, сакам да најавам донесување на нов закон за Националната агенција, бидејќи истиот воопшто не е променет од основање на агенцијата. Повеќе од 50% од одредбите во законот се за основање на агенцијата. Тоа е веќе минато време и е време за ново законско решение, кое се надевам ќе биде разгледувано на вакви форуми на влада и како предлог на влада ќе се најде пред Републичкото собрание. И на тој начин ќе можеме да унапредиме сериозно работата на агенцијата. Она кое го забележавме во овој период како препораки и од Европската комисија е видливоста на Еразмус програмата и Европскиот корпус, солидарен корпус. За тоа веќе започнавме едукативна кампања Направи чекор. Таа кампања започнавме од Кочани, поради состојбата таму, меѓутоа и од потребата од конкретна индивидуална поддршка за образовните институции во тој град. Направивме средби во основното училиште и во средното училиште, во гимназијата. Ќе помогнеме за акредитација на тие институции, за добиваат редовно средства од нашите програми, за да може да го унапредат процесот на образование на учениците од тој град, но тоа е само формално почетокот тамо. Таа постапка ќе започне во сите прво помали, условно кажано посиромашни општини низ државата, за да помогнеме сите оние кои се воздржувале или се, кажано во наводници, се плашеле да аплицираа за користење на фондовите од Европската унија, да ги охрабриме, обучиме и акредитираме повеќе образовните институции, повеќе јавните институции, да користат повеќе средства тие, визави други правни лица, како приватни компании или НВО организации. Во таа кампања ќе биде подкрепена и со јавна поддршка од медиумите, за да видливоста на Еразмус ја вратиме на високо ниво, согласно препораките и барањето на Европската комисија, и таа забелешка веќе никогаш да немаме во тие годишни извештаи. Понатаму, многу значајно е да ја завршиме постапката за измена, односно прецизирање на регулативата за избор на надворешни евалуатори на проектите, која беше досега нејасна, недоволно имплементирана и оставаше простор за реизбор или цело време
спроведување на тие процеси во рамки на истите 10 или 20 луѓе. Тој процес ќе го отвориме комплетно транспарентно, ќе отвориме широка расправа по тоа, ќе поканиме експерти од сите области, пред се универзитетски професори, меѓутоа и меѓународни експерти може да се вклучат во националната евалуација, за да добиеме еден поквалитетен резервар на евалуатори, кои во иначе прават далеку поквалитетни обсервации и евалуации на пристигнатите апликации за грантови. Тоа е веќе донесена регулатива и ќе започнеме постапка за нов оглас во рамки на истата. Исто така недостасува подзаконска регулатива во делот на доделување акредитации, кој знаете дека веќе одзедовме на акредитација претходната недела и е процес кој мора да биде јасно пропишан со подзаконска регулатива за доделување и одземање на акредитација, бидејќи истиот го ставивме и во рамки на националната регулатива, односно правните лица кои ќе изгубат акредитација ќе имаат веќе право на жалба пред националниот управен суд. Но тоа е сепак неуредена материја која мораме итно да ја уредиме. Друга работа која сакам денес во оваа прилика да ја истакнам е ревизијата од МОН, односно контролата, надзорот на националниот авторитет, во случајов Министерството за образование и наука, врз Националната агенција. Тука веќе имавме неколку координации и средби и тоа ќе го издигнеме на највисоко можно ниво. Не само на ниво на регулатива, еве денеска веќе во новата регулатива можам да известам дека МОН ќе има ексклузивно увид и во процесот на избор на евалуатори, соработници и така натака, него ќе за воспоставиме редовна пракса на целокупната кореспонденција меѓу Европската комисија и Националната агенција секогаш да поминува и Питер, да биде извини што ќе те вклучен. прекинам, дали може да ги замолам слушателите од онлайн да се мутираат, никој не се меша во состанокот. Фала. Да бидат вклучени, значи МОН да биде комплетно приклучено и во кореспонденцијата, и во соработката, но и во реализација на проектите, особено во јавните институции кои се директно менаџирани од МОН. Нелогично е ние даваме супорт на универзитетите, школите, оние кои се насоченото образование, а при тоа МОН да биде исклучен од процесот. Во таа смисла добивме ревизија од МОН, која се надам за кратко време ќе добиеме во целост и ќе постапиме по истата. И она кое сакаме да го воспоставиме дополнително е од средствата кои до сега се користеле повеќе за лични потреби на вработените или на директорот на агенцијата, ќе даваме поддршка на талентирани ученици и на ученици на кои му е потребна таа поддршка. Веќе направена е рестрикција на патувањата. Тоа е сериозна реформска зафат, иако нема да звучи многу реформски, но верувајте, огромни средства се одливале во минатото за патувања, а многу малку средства за билдање на внатрешните капацитети на институцијата. Буквално тие средства ќе бидат пренаменети и мислам дека за краток временски период Националната агенција ќе добие и нова систематизација по завршување на функционалната анализа и ќе добие апсолутно освежување на човечките капацитети за да никогаш не се случи било каков пропуст во таа институција. Ви благодарам многу. Ви благодарам, господине Богоевски, за вашето излагање.